Понатаму со следната тема, со една друга борба, со едни жени кои се борат за својот град, за своето мало. Темата е Скопјани во одбрана на својата животна средина. Ке ги поканам Христена Антовска Јованчева, Невена Георгиевска и Ленче Данаиловска. Ви благодарам на сите. Значи, ова наша битка, ова наша граѓанска иницијатива, со едноставно име го сакам аеродром, почна со една идеја, а тоа е да се каже стоп за донесувањето на новиот урбанистички план. Меѓутоа, можам да кажам дека подоцна прерасна во една поширока идеја, а тоа е да се обидеме и да смогнеме сили да го задржиме оној автентичен изглед на аеродром. Сега кога велам под автентичен изглед, ќе ми дозволите само на кратко прво неколку слайдови пред да преминам на иницијативата. Она што треба да се знае за нашата населба е дека таа никнува некаде 80-тите години, е всушност еден своевиден пандан на неколку населби кои што никнуваат по главните градови низ поранешна Југославија. Значи 1953-та прво започнува со градба Нови Загреб, подоцна е Грбавица во Сараево, таа е некаде во градижната експанзија меѓу 50-тите и 60-тите години на минатиот век, а подоцна по Грбавица Сараево да никне и Грбавица Нови Сад, која што е градена всушност со истите градежни планови како она и во Сараево. Подоцна никнуваат, значи, и Нови Белград и аеродром. Иако сите овие други населби кои што ви ги набројав се градени малку порано, сепак она што е речиси идентично за сите е дека просторниот принцип им е многу сличен и дека сите се градени всушност по еден ист тертип. Сега вака. Сите од овие населби својот лик го имаат зачувано до денеска, со тоа што особено важно е да се каже дека таа во Сараево по војната во 90-тите дури е обновена во идентичниот лик и единствената на која што и се заканува можноста да изгуби својата специфичност, тоа е населбата аеродром. Кога ќе им го споменате аеродром, особено на аеродромци, тие ќе ви кажат дека многу се горди на таа некоја нивна блоковска поставеност и зелените џебови, а токму тоа е она што е под голема закана од не само донесувањето на овој нов детален урбанистички план, него и на сето тоа што се случуваше претходно. Сега вака. Функционална замисла. Кога велиме функционална замисла и зошто велиме дека аеродром е добар како што сега е и зошто сакаме сите така да остане, ниту една од овие претходно споменати населби па си до денеска нема изфрлено на површина недостатоци. Сите се замислени под истиот принцип. Значи имате река, кај на Севардар, имате еден булевар и населбата која што со симетрична блоковска поставеност се формира лево и десно од него. И имате едно монотонно повторување на целини преку боите на зградите, зелени, црвени, кафени. Тоа е всушност преку принципот на користените материјали или според фирмите кои што се изградени. Вие денеска во оној секојдневен разговор помеѓу аеродромци можете да го слушнете она перо. Кој перо? Па перо од зелените. Значи тоа е еден принцип на кој што функционираат аеродромци. Да, верувајте ми дека тоа се уште функционира како форма на распознавање. Значи тие се неколку блоковски поставени, тина од црвените, перо од зелените или се едно, меѓутоа, значи тие се прилично горди на тоа покрај, значи формата на облекување, покрај тренерките, особено се горди и на оваа блоковска поставеност. Сега, како што ви реков, за разлика од другите населби имала во Скопје, оваа можеби е меѓу најновородените, меѓутоа она што е интересно е дека сите вас претпоставувам има многу што живеете и кои што сте поминале, значи го задржува малскиот начин на живење. Значи сите тие зелени џебови, зелени пространства го имаат задржано функционирањето помала. Значи вие и денеска, јас на пример морам да ви признам дека всушност сум родена во кисела вода. Во кисела вода за жал одамна изумре да излезете надвор и да ги видите децата како играат топка. Впрочем, немаат ниту каде. Во аеродром тоа се уште функционира. Значи, вие се уште имате зелени површини, каде што ќе можете да видите деца како играат ластик, верувајте ми ластик, и каде што се уште можете да видите повозрасни луѓе кои што
играат карти или шах или што и да е од тие форми на социјално дружење. Потоа исто така она што е многу важно за аеродром е дека сите згради во принцип се градени со дворови во приземјето и сите тоа е само со една цел, да се изгуби она сивило, она монотоност. Значи, ако сте имале можност да погледнете многу од фотографиите на аеродром кои што се сликани од некоја птичја перспектива, вие всушност немате чувство дека живеете во блокови. Зошто го сакам аеродром? Нема време да направам некоја анкета, иако посакував, меѓутоа пробав да разгледам по блоговите. Овој блок на кој што јас најдов е направен многу пред оваа градежна експансија. И сега речиси сите имаат идентичен одговор, дека најмногу им се допаѓа тоа што има зелени површини, паркови, детски игралишта, дека е најурбана, а најмирна средина, па дури ќе најдете и луѓе од други градови. Јас најдов на граѓанин од Куманово, кој што некако вака иде, ќе ми извините за мојот лош акцент. Кад дојде у Скопје, там највише иду. Дечки су опасно ненормални, фрикови, рапери, џанкери, хаце људи. А и местото е топ, милион згради, игралишта, шеталишта, све е под конац. Значи, у принцип, поинтата ми е да ви кажам дека токму тоа за кое што ви говорам, значи тие зелени пољани, тие пространства, тоа е тоа што не само што ги прави аеродромци горди, туку ги фасцинира и луѓето кои што доаѓаат од други општини. Дали денеска ризикуваме насилбата да ја изгуби својата препознатливост и својот идентитет? Најискрено морам да ви кажам дека сум особено горда дека во сета оваа комуникација која што имав последниве неколку месеци, тоа е дека без разлика на било какво расчленување. Значи, ние сме навикнати тука на делби и на поделби, партиски, религиозни и слични. Било кого да прашате во аеродром, сите ќе ви кажат. Општината функционираше безпрекорно 3 децении и затоа истата треба и да остане таква каква што е. Речиси никакви недостатоци не изфрли на површина. Сега, она што е исто важно да ви го кажам, дека кога се работи за градските татковци на нашата општина, единствено на кое што тие требаше да работат е одржување на нејзиниот постојен идентитет, односно постоечка структура. Она што најмалку му беше потребно на аеродром е вложување во некој кич паркчиња, од кои што некој, предпоставам поголемиот дел од вас знаат, достигнуваат цена од 40 милиони денари, прекупирана изградба на верски објекти или религиозни символи. Значи, она на кое што градските татковци требаше да се насочат е тоа да тие работат во оној неурбанизиран дел на аеродром. Аеродром е поделена, 60% од општината е урбанизирана, 40% не е. Значи, тие наместо да го насочат своето внимание тамо, тие за жал го насочија кон оној дел кој што веќе беше плански изграден. Значи, без никакви студии, дебати, било какви јавни конкурси, се помасовно се узурпираат постоечките празнини, се зголемува пренаселеноста, се зголемува загаденост и се зголемува хаосот во сообраќајот. За само 30 месеци, ова е некоја моја математика, општината успеа да го изгуби автентичниот лик кој го негуваше 30 години. Сега сакам да ви кажам што претходеше всушност, кои беа објектите кои што најмногу му се заканија на аеродром да ја изгуби таа своја автентичност. Прв од таков вид е оној фамозен Capitol Mall, која што изградба, длабоко верувам, да беше во некоја од запуштените делови на општината, значи онаму каде што сега масовно се градат згради во Реонскиот центар или кон делот на населбата Лисиче, верувам дека ќе донесеше многу поголем бенефит, а наместо тоа ние сега се соочуваме со жители во околните згради кои што го изгубија своето мирно домување. Во разговор со нив ми кажаа дека повеќе ниту полицијата не реагира на нивните повици за нарушување на јавниот ред и мир. Значи, вие имате таму кафулиња кои што работат 24/7, каде што никој не мери колкава е јачината, гласноста на музиката и слично, веќе никој не реагира на нивните повици. Дури ни полицијата која што треба да е во служба на граѓаните. Вториот објект од таков вид, вториот објект од таков вид беше спортската сала Јане Сандански.
речиси тројно се зголеми капацитетот на оваа спортска сала од претходно постоечката, а при тоа речиси да не се изгради ниту едно паркинг место. Она за кое што сите граѓани веруваат дека ќе биде паркинг простор, Бидна црква, руска. Потоа следуваше рушењето на старите бараки во стариот дел на аеродром, попознат како Мичурин, и градење на новите згради на оној празен простор кај Ново Лисиче. Сето ова доведе не само до еден сообраќаен хаос, него една многу важна компонента во овој дел е тоа што не се изгради ниту една нова градинка или или основно училиште. Единствената нова градинка е во делот позади Реонскиот центар. Ако таму сега се обидете да го запишете вашето дете во градинка, верували или не, ќе се најдете на листа на чекање која што е 2 години. Значи 2 години ќе треба да чекате, претпоставувам уште народено детето да си го ставите на листа на чекање за да може да му обезбедите место кога ќе треба да појдете на работа. И Джевахир Sky City кулите, оној фамозен проект на нашата влада, 1376 станови, прецизно бројката најдена кај нив на интернет страницата, 3000 жители. И ова е само ако земеме дека нели по двајца ќе домуваат во становите, што пластично речено, верували или не, ќе значи доселување, на пример, на цел Демир Хисар или на цело Пехчево или на цел Македонски Брод. Значи вие ќе имате град во градот. Не, јас ги земав последните, за жал сега, последните статистички податоци, кои што велат дека овие градови имаат од прилика по 3000 жители. Сакав да ви објаснам пластично. И сега, само со овие градби кои што ви ги набројав до сега, без воопшто да ги земеме во предвид новите кои што се предвидуваат во деталниот урбанистички план, ние комотно може да кажеме дека стар аеродром го очекува сообраќаен колапс. Едно нешто на кое што најдов, тоа е истражување на сообраќаен инженер, магистар Ненад Томик, се извинувам, не го познавам, меѓутоа бидејќи беше јавно објавено, ќе си земам за право да ви кажам што пишува тој во неговото истражување. Ова е раскрсницата, аеродромци ја знаат, кај старото Бако, или точно речено булевар Јане Сандански, булевар Кузман Јосифовски, Пито и Фрањо Клус. И од другата страна, значи спротивно од неа, вие имате раскрсницата Трета македонска бригада со Фрањо Клус. Под предпоставка вели магистар Ненад Томич дека само 60% од жителите во утринскиот број часови ќе излезат со своите возила да тргнат кон работните места, на овие два излезни пунктови треба да се очекуваат приближно 3600 возила. Ако ги поделиме 70% на 30%, со тоа што 70% би биле на оваа раскрсница, вие ќе дотирате тука 2520 возила. Таа колона, математички или според сообраќајниот инженер, би била долга 15 километри. Ако на секое возило му доделите, вели тој теоретски, што не значи дека функционира во пракса, само 3 секунди да ја помине раскрсницата, 2520-тото тоа ќе го направи за 2,5 часа. Ова во општината, за жал, никогаш нема да ви го кажат кога ќе излезат на јавните дебати. Сега вака, уште една работа со која што аеродром која што страшно многу влијаеше на аеродром и на Ново Лисиче, тоа е загаденоста во оваа општина. Имаше дебати на социјалните медиуми дека имало многу фактори, но едно е факт, дека ваква загаденост како што сега има во аеродром, немало никогаш до сега. И за тоа не ни се потребни мерните станици со кои што некој ќе се пофалат. Значи, ние тоа го чувствуваме. Факторите кои што се посочуваат биле ги имало и пред тоа, а таква загаденост до сега немало. Значи, само во минатата грейна сезона во Лисиче регистрирала 76 дена, биле надминати 100 микрограми на кубен метар, а во аеродром и во Гази Баба стимале континуирано загадување над 10 дена. Значи, 10 дена вие сте постојано под загадување и нема промена. Според Светската здравствена организација, податоците се 2015 година, во 2005 починале 4033 лица од аерозагадување.
А во 2010 3774. Во Скопје во 2010 имало 10.742 заболени од канцер, во 2013 таа бројка достигнува 17.633. Тоа е во пораст од 64%. Во текот на зимските месеци, токму поради ова, имаше една иницијатива во аеродром, може би има и некого тука, јас за жал луѓето не ги познавам, таа иницијатива повикуваше на протести пред општината за да им го свртиме вниманието дека аерозагадувањето е нешто кое што реално се случува. Оваа иницијатива траеше континуирано во текот на зимските месеци. Можам да кажам дека масовноста можеби не беше кој знае колку голема, но она кое што ни го обезбеди оваа иницијатива е една многу добра подлога за иницијативите кои што следуваа подоцна, кога на општина аеродром и се предвидуваше уште поголема изградба на нови објекти. Значи, тука веќе не се работеше дечки за комоција во живењето. Тука се работи веќе за нашите општи принципи. Да може да се движиме непречено и да може да дишеме. Значи не се работеше за комоција каде вие ќе појдете денеска да купувате, дури не се работеше повеќе ни за тоа каде ги паркирате автомобилите, иако тоа е равно на научна фантастика во општина аеродром. Тука се работеше за два општи принципи. Она што некако како по дефолт се случува кај нас, тоа е општината да се постави како да е наш собственик, а не дека таа е тука за нас. Граѓаните досега се мобилизираа, протестираа, она што јасно се беше и тоа што се случуваше е дека тие секогаш се политички етикетирани. Добро, ми велат да скратам. Кратам, значи материјал, имате материјал поделен. Што е она што всушност им наговести на аеродромци дека нешто лошо се случува. Значи кога материјалот ќе го поделат на 3 минути пред седницата, знаете дека нешто не е во ред кога не се остава простор за разгледување. Потоа имавте итно закажана јавна презентација. Јавна презентација во работен ден, во работен час беше во 13:30 и само во еден дневен весник, кој што важи за провладини со многу мал тираж, и ниту збор на нивната веб страница. Ниту збор. Вечер. Сега тука е всушност онаа улога на социјалните медиуми. Аеродром важи за млада општина, помладите беа тие кои што го видоа повикот и им делегираа на своите мајки, татковци, роднини, пријатели, соседи дека треба да појдат бидејќи тие не можат. Јас можам само едно искуство да ви кажам, а тоа е дека градските власти, тоест општинските власти не беа подготвени за тоа што им се случува. Не веруваа во моќта на социјалните медиуми. Не веруваа на толку голема присутност. Јавната дебата за како што поголемиот дел од вас знаете, заврши така како што заврши, ни беше повикана полиција, граѓаните ве останаа без одговори, не се расчисти дилемата колку нови згради ќе се градат, значи остана на бројката од 3, иако вие имавте ваква ситуација таму, луѓе го разгледуваат планот и велат, велите само 3, а што е ово овде, јас овде живеам. Да, и тоа е нова зграда, ама знаете сега, сите грешиме. Бројката никогаш не се расчисти, заврши така како што заврши со полиција, и потоа настана анимацијата кај граѓаните. Беше ситуација, јас до преска не ја видов, ама мислам дека тука некаде ја видов искра. Беше работата да се покрене таа Facebook страница што е можно побрзо. Ја покренавме. Само за да ви покажам фотографии. Значи ја покренавме страницата во рок од неколку часа. Јас се извинувам, ама значи тука имавме фотографии на кои што дури многу луѓе не прашуваа добро што е со фотошопот. Фотошопот не беше таму за да ја покаже нашата уметност во работа, напротив, таа
Тој беше и намерно така изработен, за да покажеме дека сите може да се анимираме. И да им визуализираме на граѓаните. Знаете, многу од нас додека не знаат за што точно се работи, кога вие директно ќе им посочите на граѓаните, кога ќе им кажете ова зеленило каде што секој ден си играте со вашите дечиња или го шетате куќето, нема да постои. Значи работата на страницата на почетокот беше токму таква, да им визуализираме директно на граѓаните што ќе изгубат и зошто треба да се покренат на акција. Многу од нив прашуваа како? Значи како? Досега што и да наумиле, оствариле. Ние бевме во предност, тука што работата ја фативме на самиот старт и им посочувавме на граѓаните дека сето тоа ќе се значи ќе ни помогне ако поднесуваме приговори. Приговорите дури ги имавме и во електронска форма, им ги дававме на граѓаните и во нив, ако имаше прашања, и им посочувавме што треба да пишува во тие приговори. Само еден момент. Значи имавме еден одреден рок во кој што бевме свесни дека треба да ја бомбардираме работата на општината. Со самото поднесување на приговорите и нивната, значи тие мораше да одговорат на тие приговори. Тоа беше еден начин да се делумно сега да се блокира нивната работа. И мислам дека токму тоа и е еден од факторите зашто тие се одлучија да го повлечат овој урбанистички план. Она што на кое што следно работевме, значи прво беше, или како што ви кажав, да повикаме, следно на кое што работевме беше да добиеме во најмала рака барем став од Фемилија аеродром. Фемилија аеродром е лицето на општината веќе некои 20 на години и многу од граѓаните во аеродром се идентификуваат. Иако на почетокот имаше потешкоти, колку што знам, бидејќи Искра комуницираше со нив, на крај се сложија и токму тоа беше оној момент кога се прекршија копијата. Ако дотогаш дури ни општината не ни придаваше за значење, по објавувањето на соопштенијата од Фемилија аеродром на страницата, беше оној момент кога што се појавија лажните профили, кога се појави дури и страница која што ја употребуваше истата иконографија како нашата, но за да ја глорифицира работата на општината. И еве уште на кратко, значи беше повлечен ДУП-от, како што многу од вас знаете, под изговор дека има некои недостатоци во него. Никогаш не беше кажана точната бројка на приговори кои што се поднесени, иако можам да ви кажам дека беше толку масовно што дури имаше периоди во кои што тие се обидуваа да ги прелажат граѓаните дека не може да поднесуваат безимотни листови или не знам веќе какви изговори. Беше повлечен, меѓутоа тука нашата работа не застанува. Ние веќе испративме неколку барања, меѓу кои што е да се постави мораториум на градбите во општина Аеродром, веќе од причините од кои што ви ги изнесов. И морам само на уште една работа да ви напоменам и на која што сум особено горда, а и сведочев и утринава. Тоа е дека ниту граѓаните не се пасивизирани повеќе. Ние постојано добиваме фотографии на веб страницата, каде што луѓе ни предочуваат, видете тука мерат, видете што вели ДУП-от, видете што велат законите. Дури утринава, и еве со ова ќе завршам затоа што не е фер спрема моите сограѓанки, утрово пред да дојдам тука имаше, не знам, геодети, геометри кои што мерат, и јас најдов на таква ситуација кај што еден мој повозрасен сосед, за кој што верували или не, јас никогаш не би помислила дека може да е толку општествено совесен, да им приде и им рече што правите. Тие велат мериме, ни нареди од општината да изброиме колку дрва има. Тој побара од нив да се легитимираат и побара да му достават објаснување од општината заради која што тие се тука. Кога тие се тргнаат, тој се сврти и ми вели, не им ги даваме парковите. Така да... Добар ден на сите. Ова се слуша? Добар ден на сите. Ние сме две, затоа што сме многу голем број ние сме кар по 4 во организацијата. Јас сум Ленче Данаиловска, граѓанската иницијатива ни се вика Ние сме кар по 4. Ова што Христина го раскажуваше за аеродром, ние го преживеавме летоска. Јас сум Невена Георгиевска од истата иницијатива. И сега накратко ќе ве запознаеме со нашите активности. Ќе се потрудиме во 10 минути да ви доловиме што минатите 9 месеци ги правивме за да спречиме
и една бетонизација на Карпош 4. Се случи се почна уствари јули ланската година, во сред жештини, во сред летни одмори, празник беше, општината многу перфидно, многу објави јавна анкета, никој го не знаеше, нормално на својот вебсайт, и уште можеби уште еден медиум, вебсајтот во јули месец никој не го гледа, па имаше нешто многу мал број на граѓани кои што воопшто биле, се заинтересирале и поднеле некакви приговори за забелешки. За кратко време почна да се шири информација прво меѓу луѓето, потоа по социјалните медиуми. За кратко време се оформи Facebook група Заедно за заштита на зелениното на Карпош 4, кој што после прејде во Заедно за заштита на зелениното на Карпош, бидејќи сакавме целиот Карпош да го фатиме во следна фаза. Информациите, дискусиите се одвива таму. Почнавме да се собираме во училишниот двор на секојдневни состаноци, за да можат и постарите луѓе кои што не се информирани преку социјални медиуми, да ги вклучиме, да ги информираме, да ги анализираме состојбите. Архитектите ги гледа урбанистичките планови, правниците правните аспекти, сите читавме право, сите читавме урбанистички планови, сите сме сега експерти и за архитектура и за право. Се само организиравме за 2 недели од почетните состаноци, решивме да поднесеме барање за граѓанска иницијатива до Државна изборна комисија. Само да објаснам, тоа не беше всушност заканата со која што се соочуваме. Карпош 4 е мала, компактна, зелена населба, правена 70 години по план. Во тек на минативе 40 години само на 2 пати се додавани 2 стамбени комплекси, што ни ги дуплираше малтене бројот на жители. Со новиот предлог план, во една мала зелена населба беше предвидено 3 деловни објекти, 3 стамбени, 11 надземни и 8 подземни паркинзи. Малтене пола од зеленилото требаше да го нема. Општината се потруди да ја намали тензијата со тоа дека наводно паркинзите се фиктивни, само треба да се вцртаат, ради законски нормативи и така натака. Меѓутоа се што е фиктивно, а е вцртано по закон, прашање на моменте која само ќе се изреализира. Невена може да каже како институционално течеше, бидејќи и институционално и во неинституционално пробавме да притиснеме. Значи, први активности што ги преземавме ние беше покренување на граѓанска иницијатива на локално ниво од Законот за референдум и други облици на граѓанско делување. И по таа активност мислам дека бевме повеќе препознатливи, иако паралелно направивме уште една активност, значи собиравме подписи за свикување на собир на граѓани по истиот закон. За оваа активност, собирот на граѓани, беше потребно да доставиме 10% подписи од населението кој има право на глас од оваа урбана заедница. Значи, ние негде пресметавме дека околу 700-800 подписи се доволни, меѓутоа во рок од 3-4 дена, да речеме еве една недела со целото организирање, ние успеавме од стан до стан да собереме 2400 подписи, повеќе од 2400 подписи. Убаво архивирани, составени, ги однесовме во општина со барање на собир за свикување на собир на граѓани, на кој ќе дискутираме за овој детален урбанистички план кој сакаат да ни го подметнат без никакво наше учество. Мислам на таа анкета што била во летните празници, имало само околу 30-40 граѓани, што не беше реалната ситуација. Значи, ние само сакавме да ја сопреме таа постапка и да ја вратиме еден чекор назад, за да може граѓаните активно да се вклучат во давање на забелешки на деталниот урбанистички план и да се види реалната ситуација каква е, дека ние всушност не се согласуваме со оние измени што сакаат да ни ги наметнат. Собирот не го добивме, значи чекавме повеќе од роковите што беа предвидени со закон, потоа продолживме со дописи до сите надлежни институции, инспекторати, добивавме смешни одговори, најверојатно сакаат да не фатат на кондиција и да се откажеме, меѓутоа не намераваме да се откажеме, продолжуваме со овие активности. Другата активност за која бевме попрепознатливи беше граѓанската иницијатива. Значи покренавме граѓанска иницијатива на локално ниво, која беше, мислам дека една од првите што се однесуваше за прашање на урбана заедница.
Меѓутоа, според овој закон, претходно има уште еден закон за локална самоуправа во која се третираше ова прашање дека може да учествуваат само жителите од таа урбана заедница, меѓутоа со законот за референдум моравме да собереме потписи на ниво на општина за прашање кое го засегаше само овој наш дел. Иако законот предвидува 30 дена, реално ние имавме околу 12 дена со сите тие перипети, образци, барање, па дали треба образец или не треба образец. Беше 12 дена во тешко пристапно место, значи само во работни денови од 8:30 до 16:30 баравме да ни дозволат и за викенд или продолжување на работното време, тоа беше само при крај, значи 2 дена добивме продолжување на работно време. Сами се организиравме, значи целата активност одеше преку социјалните мрежи, преку Facebook. Граѓаните што се во нашата населба ги информиравме и со делење флаери по поштенски сандачиња во влезовите, меѓутоа сите оние други граѓани кои треба исто така да потпишат за да го добиеме потребното 10% од целата општина, ги информиравме во главном преку Facebook, така да имаше некои коментари дека не им се отвора Facebook затоа зашто сме биле премногу досадни со нашата иницијатива. Меѓутоа ние сме многу благодарни на целиот активизам од сите останати кои не поддржуваа, значи со флаери, со правење напори да зема одмори луѓе, да разнесуваат постари соседи до местото кое не беше пристапно, до кое немаше директна автобуска линија. За да ги информираме луѓето и да ги анимираме во ек на собирањето на потписи во Државна изборна комисија, направивме во септември ние на наша мала шарена револуција. Си направивме еден пикник на кој што граѓаните од населбата дојдоа, ги информиравме, дружеа, имаше спортски игри, имаше сликање, имаше изложба правевме на отворено, ги сликавме исечените дрвја, бидејќи пар месеци претходно ненајавено ни секоја дрва. За да ги информираме, за да се забрза целиот тој процес, да се поттикне побрзо собирање на потписите. Освен не успеавме да ги собираме сите потписи, но сметаме дека на толкав интерес на граѓаните, петиција плюс референдумски потписи, градоначалникот сам требаше да свика собир, дури без да беше формално правно издржано тоа. Повремено продолживме со состанување, сакавме да покажеме визуелно што значат паркинзите, па едниот од паркинзите што е највидлив, караше Сити Мол, го маркиравме во декември со табли, со траки. Исто така продолживме во зимскиот период, значи со други активности. Есента ни беше понудена помош и од УСАИД, финансиска помош за активности кои ние ќе одредиме дека се од значење во оваа наша иницијатива. Значи прво што преземавме тоа беше да се направи попис на дрвата, бидејќи се плашевме дека ќе бидат исечени со изговор дека се стари или неквалитетни. Значи пописот го направивме со помош на Плоштад Слобода и финансиска поддршка од УСАИД. 8 волонтери учествува и за 4 дена успеавме да ги попишеме дрвата, значи од кој тип се, квалитетот на која површина се засадени и сега имаме, мислам дека е тој прв катастар и исто како и Дебар Мало кој еден дел успеа кај себе да го потпише. Во март направивме презентација на резултатите од овој потпис, истовремено направивме и една интерактивна работилница како граѓаните замислуваат просторно планирање. Исто така имаме изработено со поддршката на УСАИД и Feasibility студија за влијанието на дупот врз животната средина, меѓутоа за ова понатака имаме планирано посебна презентација. Во декември месец, бидејќи според податоците за загадувањето, бевме заедно со Ново Лице, че се тркавме кој е позагаден, благодарение на Сити Мол и возилата. Се вклучивме заедно со уште 20 иницијативи во организирање на протест за воздух. Еден беше, направивме 2 протести, еден беше градскиот протест, аеродром го потегна како иницијатива, ние се приклучивме и другиот беше државниот протест, во кој што баравме институциите да се сработат својата работа. Всушност, дополнително на тоа, минатиот месец,
дадовме наши предлози кон законот за зеленило, кои што требаше собранието да ги разгледа за придонесување на законот. Нормално не беа прочитани. При читањето нормално законот беше донесен без никакви амандмани. Бидејќи во јануари месец, во 5 до 12, значи непосредно пред Божик попладнето, беше како вонредна точка ставена дупот на Карпош 3 и Тафталиџа. На брзина беше донесен. Стравувавме дека и нас ќе ни се случи слично следните денови. Па некаде во февруари месец Карпош 3, Тафталиџа и Карпош 4 направија заеднички протест на 2 пати на раскрсницата што е кај Сити Мол, го блокираа сообраќајот. Дополнително на тоа, следниот викенд направивме една прес-конференција заедничка, Карпош 3, Карпош 4, Тафталиџа, во дворот на општината. Непланирано, но на наше задоволство имавме и получасовна јавна дебата, бидејќи ни се приклучи во дискусијата и градоначалникот. Бидејќи зимните месеци луѓето не гледаа што се случува, додека ние продолжувавме со институционална борба, поднесоци до инспекторати, уштедни поднесоци, барање од јавни карактер, се што ни следува, присуства редовни на секоја седница, бидејќи очекувавме да биде и ќе продолжиме со тоа ставено како на дневен ред во секое време дупот. За да ги анимираме луѓето, на 14 февруари символично се собравме повторно. Не знам што се дешава со презентација. Благодарам. Оно што сакам да го напомнам, е дека остануваме будни понатака, сакаме општината да не биде навистина сервис, да не вклучи во донесувањето на одлуки, да и се нудиме со наше мислење, ќе присуствуваме редовно секаде каде што треба и она што е позитивно од целава ситуација, не поврза многу како луѓе, како граѓани целава ситуација на грижа за населбата. Штом немате, јас само со уште една порака. Се гледаме секој ден во 6. Има прашање. Да. Таму има. Може? Здраво. Прашање до Христена. Јас исто живеам во Мичурин. Дали сте информирани дека зградата кај што беше старата општина, сега е цело раскопано таму и градат нешто ново? И дали то било вклучено во дупот и така натаму? И што планирате во однос на тоа? Ова е тогаш и јавна покана да ве повикам да ја лајкувате страницата на нашата иницијатива, бидејќи таму постојано беа споделувани фотографии на кои што јасно се гледа дека тој парк кој што постоеше кај општината сега повеќе го нема. Меѓутоа, колку што сум запознаена со работите, промината на тој дел од урбанистичкиот план е завршена многу порано. Токму затоа и беше нашиот повик таков каков што е, да се реагира брзо, бидејќи досега многу пати на итност исто како и во општината Карпош, вакви работи поминуваа во нашите општини. Сега тоа е веќе за жал поминато во урбанистичкиот план и сега не знам колку и што може да се промени во врска со тоа. Меѓутоа работата е сега да спречиме она што допрва се планира. Јас сакам само да поздравам иницијативата на Карпош 4 за зелен Карпош. Мислам дека сите исто мислиме, за исто навиваме. Ми фали деталот само каде ја држевте оваа презентација за зелен Карпош и кој празник е во јули освен Свети Атанас. Мислам јули е работен месец како и сите, нели?
презентацијата ја направивме во школото Лазо Трповски, иако баравме да биде тоа во школото во Карпош 4, не ни беше дозволено од општината. Значи информиравме во главном преку социјалните мрежи. Мислам, ние сме сите волонтерски и немаме некои финансии, не успеавме тоа преку јавни средства и други да направиме поголема реклама. А празникот Рамазан беше во јули. Да, и повеќето беа на одмори, така да никој не разбра за таа анкета. Значи, ние она што го баравме цело време беше само да ни дозволат уште еднаш да имаме јавна анкета. Се извинувам, кој ви дозволи во Лазо Трповски презентација во јавен објект на јавно? Општината. Благодарам. Не. На општината и благодариме што ни овозможи простор за јавна презентација. Добро беше да е поблиску, меѓутоа Велите дека градоначалникот на општината Карпош ви се приклучил на една од презентациите дека сте имале дебата со него. не имавме прес конференција Прес, да, во така. без него во дворот на училиштето, во дворот на општината. Ненајавено се појави на крајот на нашиот прес градоначалникот. Дел од граѓаните веќе беа заминати, дел останавме. Ние што останавме на наша иницијатива, му поставивме јавни прашања и се отвори дискусија непланирано. И пола час. Прашањето ми е, сметате ли дека тој беше искрен во таа дискусија или тоа беше само пиар стратегија за намалување на негативните реакции на јавноста? Мислам, идејата на градоначалникот најверојатно беше тоа, да дојде после нас и да каже дека така ние сме изманипулирани и дека нема еве доволно граѓани, пошто снима од кога си заминавме, меѓутоа не ги очекуваат тие прашања и она што ние покушавме да му кажеме дека не му веруваме, така да на крај тоа не го покажа телевизиите, меѓутоа он побегна од нас.